А Македонија по 7 години впиша уште едно нематеријално културно добро на листите на УНЕСКО, со што вкупниот број на заштитени културни добра во моментов од нашата држава изнесува 6. Традиционалната изработка и свирење гајда последно на репрезентативната листа на УНЕСКО, за која што утрово разговараме со бројни соговорници. Темата ја почнуваме со господја Весела Честоева, директорка на Управата за заштита на културно наследство. Добро утро, господја Честоева, добре ни дојдовте. Имаме многу убава тема за разговор во утро во Македонија наутро, но ќе потсетиме дека меѓу другото Македонија прв пат на листата на УНЕСКО со нематеријално културно добро се запиша со 4. И како поминува времето, листата расташе, последна гајдата. Зошто е значајно за нашата држава? Па, вака, значи, во периодот од 2 до 7 декември, во Парагвај, поточно во Асунсион, на 19-тата сесија на меѓувладиниот комитет на Конвенцијата за заштита на нематеријално културно наследство, значи успеавме како држава Република Македонија да впишеме уште едно нематеријално културно наследство. Станува збор за гајдата, нели заедно со Република Турција. Апликацијата беше поднесена, значи, заедно со Република Турција. Станува збор за впишување на ова нематеријално културно наследство изминатите 2 години, бидејќи толку трае и целата процедура од поднесување на апликацијата, нели, до прогласување на заштитеното нематеријално добро. И навистина ова, според мене, значи еден вид на голема културна дипломатска мисија на Република Македонија, бидејќи, нели, самата гајда представува нешто кое што ние во државата го имаме, нели, заштитено, зачувано како нематеријално културно наследство и кое што заедно со останатите 5 нематеријални и културни наследства кои се впишани во периодот, како што спомнавте, од 2013 до сега, представува еден вид културна дипломатска мисија на нашата држава. Кои се другите 5? Значи, како што спомнавте, од 2013 до сега едно е впишано на ургентната листа, станува збор за гласоечкото пеење, и останатите 5 се на репрезентативната листа, значи станува збор за Четарсе, Мартинките, Хдрлес, Копачката и сега последно гајдата. Имаме се што да се пофалиме. Да, навистина. Каков е процесот од апликација до одобрување едно вакво добро да се впише на листата на УНЕСКО, конкретно едно нематеријално културно добро? Значи, процесот е долг, обично започнува во месец март, кога се поднесува, нели, апликацијата за впишување. И станува збор и за сложен процес во кој што учествуваат многу засегнати страни. Значи, конкретно еве сега за гајдата ќе зборувам. Гајдата како инструмент, ние сите знаеме дека е инструмент на сиромашните. Но успеавме ние за овие неколку години гајдата да стане и наставен предмет, да се изучува на двата универзитети во Скопје и во Штип, а исто така да биде дел и од нели пошироката смисла на повеќе институции. Зборувам тука не само за институции, него и за оркестри во Република Македонија. Се слуша на неколку континенти, се свири на неколку континенти. Апликацијата се подготвува од страна пред се на самите гајдаджи, кои што се вклучени во самиот процес. Значи, тоа се, нели, носителите на нематеријалното културно наследство. Во соработка со неколку експерти во Република Македонија, значи институции, би сакала да го споменам, значи Институтот Марко Цепенков, Институтот за старословенска култура од Прилеп, но носител на сите активности е Управата за заштита на културно наследство, бидејќи преку управата, значи, се координира целата работа. И во оваа прилика ја користам можноста да се заблагодарам на сите кои што беа вклучени во овој процес и се надевам дека нема тука да се станеме, него дека ќе продолжиме и понатаму да можеме нашите културни добра да завршат, нели, на репрезентативната листа на УНЕСКО во делот. Го добивме ли сертификатот? И да. Што ќе значи тоа во однос на следните обврски на државата кон овој инструмент? Значи,
би сакала само да споменам дека за прв пат во Парагвај, поточно во Асунсион, сертификатите се доделуваа на самиот настан. Значи, тоа беше едно чувство, можам да го споделам еви и со гледачите на вашата телевизија, со премногу емоции, бидејќи освен гајдата, таму имавме можност да се запознаеме со многу култури, кои што различни држави успеа исто така да ги впишат. Значи, станува збор за босанската севдалинка, за унгарскиот чардаш, за јапонската нова година, македонската гајда заедно со турскиот тулум. Значи, тоа се нематеријални добра кои што завршија на репрезентативната листа и навистина емоцијата секаде беше голема. Ние како држава настапивме заедно со Република Турција и впрочем и апликацијата беше заедно поднесена. Што представува тоа за Република Македонија? Тоа представува пред се значи еден голем напредок во културната дипломатија, вмрежување на гајдата со останатите гајдаджи од светот и морам да истакнам дека одредени држави, поготово од југоисточна Европа и од централна Европа ни пристапија да можеме да ја прошириме таа номинација и нивните гајди кои што ги има во одредени држави да можат да се впишат сега благодарение нели на нашето вмрежување. А во однос на одговорностите кои ги има државата? Да, и во однос на одговорностите, бидејќи гајдата сега веќе е впишана на репрезентативната листа и тоа повлекува нели одредени одговорности кои што како инструмент таа ќе ги добие нели со вмрежувањето во светски рамки како музички инструмент. Дали може би едно подпрашање, бидејќи ова е одлично и за туристите, одлично да се привлекуваат туристи. Дали може би се размислува или некогаш се разговарало за некоја идеја, како што го имаме, например, македонско село, каде што ќе влезе турист внатре и ќе ги види сите овие 6 нематеријални добра, ќе ги искуси, ќе погледне што е гајда. Се презентирали ова некако на туристите? Знаеме да го искористиме, ајде така да го поставам прашање. Тоа навистина или само доволно ниете сме на листа и тоа е тоа, бидејќи имам впечаток да е некоја друга држава, ова ќе го продаде за туристи. Навистина е така, но јас сега се надевам нели со проширувањето на ингеренциите на Министерството за култура и ребрендирањето во Министерство за култура и туризам, навистина треба да се посвети поголемо внимание на сите овие нематеријални добра кои што завршија на репрезентативната листа и уверена сум дека тоа навистина ќе значи некоја додадена вредност на туризмот во Република Македонија, бидејќи ако ние сами не се грижиме за нашето културно наследство, како да очекуваме некој од страна да го направи тоа. Што друго мора да се заштити во момент? Би сакала да споменам дека оваа година Управата за заштита на културно наследство прославува 20 години од незиното постоење и би сакала да истакнам дека досега во националната класификација во регистарот се впишани вкупно 78 нематеријални културни добра, од кои 28 се јазични, едно е на топоними и останатите се нели во делот на фолклорни добра. Валоризирани се и можат значи да бидат на еден начин спремни за да може понатака да отпочне постапката за впишување на репрезентативната листа и еве би сакала да споменам дека од оваа година веќе ја спремаме програмата за наредната 2025, како што споменав, март месец е месецот кога се почнуваат со активностите за подготовка на таа апликација. Значи тука се чалгиите кои што ќе бидат на приоритетна листа за впишување на репрезентативната листа. Тука е ајварот и Свети Трифун како обреден празник. Тоа значи дека ќе имаме, се надевам, многу убави поводи за следна средба во периодот кој што следува. Секако. Ви благодариме многу за денешното гостување во Македонија наутро. Ви очекува полна агенда во текот на денот, бидејќи пресконференцијата секако официјално е денеска.